Средна откупна цена која нема да биде на штета на земјоделците. Ова е еден од можните начини кои треба да ја заштитат секоја наредна сезона на откуп на македонскиот аграр. Полошиот откуп на почетокот со пролетната зелка, понатамошната продажба ветува добар завршеток на сезоната. Сепак наглите поместувања на откупните цени ги колебаат земјоделците. За среќа потоа дојде другите култури со нивните производи, како што беше краставицата, доматот, пиперката. Мислам дека во одредени периоди имаше и одлични цени, меѓутоа кога во период ќе се понудае поголеми количини на пазар, доаѓаше до нагло паѓање на цената на нашите производи и сега во зависност од среќата која што имаше нашиот земјоделски производител, некои поминаа добро, некои не. Сега сме сведоци во овој период, бидејќи пак ќе кажем, климата си го прави своето, имаме енормно намалени количини на градинарски производи на понуда на пазарите и имаме добра цена на пазарите, како што се доматот, краставицата, пиперката, така да мислам дека има некое задоволство кај самите земјоделски производители. Според Велков, проблем е и недостатокот на работна рака. Младите вели заменуваат во странство. Но мораме да потенцираме не се само тие земјоделски производители во овој период на понуда на земјоделски производи. Мислам, ако се има една правилна стратегија во нашето земјоделско производство пред се градинарството, мора да има константно некоја средна цена на самите земјоделски производи, бидејќи се тоа на што се карактеризираше во изминатите 30 години топло-ладно со продажбата на нашите земјоделски производи се манифестира со намалување на земјоделските површини, а со тоа и количините по единица површина од самите земјоделски површини. Меѓутоа, што е уште пожалосто, има драстично намалување на работна сила пред се од младата работна сила, кое што, увидувајќи го сето она што се случува во нашиот аграр, спасот го бара надвор од државата или во некои други стопански гранки. Меѓутоа, најголемиот процент од тие млади луѓе способни за најработни способни луѓе спасот го бараат надвор од државата. Инаку трговците и извозниците од Струмичкиот регион стравуваа дека во јули и август ке нема доволно домати и краставици од вториот производствен турнус, бидејќи производството од година во година постојано се намалува.